Чест ми е да ви заблагодарам затоа што денес овој празник го споделите со нас. Ама не само што го споделите, туку вие дојдовте да не осветите сите, да ни го дадете благословот, зашто вие служевте Евхаристијата за сите и за се. И секогаш доаѓате на нашиот повик, за тоа ви благодариме, ама тоа е повик на овој верен народ овде, кој сака да ве гледа секогаш помеѓу нас, да ги осветувате даровите, а со тоа и да ги осветувате сите верни во оваа црква. Благодарна секако затоа што и на овој ден кој е многу значаен за градот, во кој излегле да се борат против робството мажи од овој град, свесни за тоа дека ќе загинат. Каква е каков е тој благослов? Да бидеш свесен дека ќе загинеш, а пак да излезеш во борба. Меѓутоа, тоа се луѓето од тоа време од градот Крушево, чии наследници секако се овде помеѓу нас и секако ја носат лозата на истиот развој како и тогаш напредната во овој 21 век. Да сте здрави и живи, благодарам за се што правите, ваше преосвещенство, и секогаш да бидете благословени од Господа, ама тој благослов свесни сме дека не го држите само за себе, затоа што човек што научил да го дели благословот, тој повеќе прима благослов од Бога, зашто на Бога мило му е кога го делиме благословот Негов за сите и за се. Да сте здрави и живи, уште еднаш ви благодариме и милоста Божја секогаш да биде на вас. Ваше високо преосвещенство, дозволете ми уште еднаш да ја изразам мојата голема радост што сум денеска овде и благодарноста кон Бога пред се, но и кон вас, ваше високо преосвещенство, и кон овој возлюбен верен народ кој знае да ги почитува и своите предци, да ја почитува и својата вера и да се накалемува на таа вера која ги водела славните илинденци пред 120 и нешто години да дигнат глава и да се изборат за слободата која била, иако траела само 10 дена, била иницијатива која не по многу години ја донела вистинската слобода. Благодарен сум што сум помеѓу вас, што имам таква радост и прилика да се наситувам од вашата вера. И како резултат на вашата вера гледам со секое мое доаѓање храмот е се поубав и поубав. Еве, денеска ги попрскавме со светена вода новите столбови или обновените столбови. Гледам дека е поставено и озвучување и се повеќе и повеќе се украсува црквата, но тоа е само резултат на украсот внатрешен кој го носите, а тоа е верата во Бога, во воскресението и во вечниот живот. Затоа што знаете дека вложувајќи се во црквата и градејќи ја црквата, се градиме себе си и се градиме за вечен живот. Тоа одовде секогаш сум го понесувал како искуство, како спомен, како радост, која и мене ме охрабрува таму каде што сум поставен да епископствувам, да го кажувам како пример
за љубов кон црквата и за вистинска вера. На вистина Крушево е пример за вистинска вера и не случајно, може би овде се дигнало востание од луѓе кои веруваат во вечниот живот, како што спомна неговото високо преосвештенство. Тие луѓе знаеле дека одат во смрт, но знаеле дека има и воскресение и затоа не ги пожалиле животите за слободата на поколенијата кои доаѓаат по нив. Ваше високо преосвештенство, уште еднаш ви благодарам за поканата и секогаш со радост ќе доаѓам кога и да бидам поканет овде да ја споделуваме радоста за воскресението, да го делиме Христос помеѓу себе и така, надевајки се на вечниот живот, да одиме по патот кон нашата цел, заедничарејќи со Господа. Благодарам и нека е честит празникот на светиот пророк Илија, нека е за многу години на сите кои слави имендени и да даде Господ благослов и благодат во изобилие по молитвите на светиот пророк Илија. Амин. Ваше преосвештенство, не мислев да говорам уште еднаш, ама ме потикнавте со тоа што забележавте дека во оваа црква обновени се столбовите кои ја носат црквата и дека е ставен разглас. Многумина може би виделе, ама ништо никогаш не рекле. Тоа може да значи од две причини. Или затоа што се премногу скромни, или затоа што завидуваат. Ама како и да е, вие со тоа што го изразивте на сите овде присутни им покажавте дека во суштина приметивте нешто што може би некој не сака нити да го примети. Ви благодарам уште еднаш и навистина е направена обнова на оваа црква и уште ќе се прави секако, ама таа е заслуга пред се на протоерејот старешина на оваа црква Тони Кузмановски и на целиот народ што овде го гледате. Зашто тоа е пред се црква на овој народ во Крушево. И тоа ме радува што така ја доживува црквата. Ако имам некаква сатисфакција, после подолги години може би на потешкоти што ги имав, тоа е што овој народ знае да разбере што е црквата. Да се здрави и живи и го благодарам уште еднаш и милоста Божија да биде секогаш со вас.